Она што следува во продолжение е разговор овде во живо од студиото на телевизија Алфа во преубаво друштво сум на две прекрасни млади дами кои што ни доаѓаат од Националниот младински совет на Македонија. Веднаш до мене Ане Матевска, програмски менаџер во Националниот младински совет на Македонија и Сара Ристевска, програмски координатор во Националниот младински совет на Македонија. Ане и Сара, добро ви утро. Еве вака официјално, добро ни дојдовте во утринската програма. Она што е повод за вашето гостување овде кај нас е она што впрочем почнува денеска, а тоа е кариерно советување во секое средно училиште. Сега повикот за обучувачи заврши на 12-ти, меѓутоа од денеска почнуваат обуките. Кои се пријави, кои беа условите за пријавување, кои ќе бидат обучувачи и со што почнувате денеска? Па потоа ќе зборуваме за проектот. Така, добро утро и на вас и на гледачите пред малите екрани. Благодарам за поканата и за застапениот медиумски простор да имаме можност да ги споделиме потребите, перспективите на младите и состојбата со младинските политики во нашата држава низ призма на работењето на Националниот младински совет на Македонија. Како што напоменавте, главната причина зашто сме денес тука е токму нашата програма кариерно советување во секое средно училиште. Сега пред да објаснам како започнавме со имплементација на оваа програма, би сакала да дадам еден краток повод од каде произлезе потребата, како почна целата иницијатива за кариерно советување. Именно на програмата за кариерно советување, која што го спроведува Националниот младински совет на Македонија со финансиска поддршка на британската амбасада во Скопје, започна уште во 2021 година, кога го согледавме предизвикот дека младите сметаат дека не постојат соодветни механизми за кариерно насочување и нивно вклучување во пазарот на труд, а впрочем и бидејќи целата работа на Националниот младински совет на Македонија е да ги трансформира предизвиците во можности, па така одлучивме да започнеме со имплементација на оваа програма. Она на што сме особено горди е дека во период од 4 години, односно во период од 2021 до 2024 година, успеавме да опфатиме 300 млади луѓе кои што беа дел од оваа програма, кои што благодарение на истата успеа да направат кариерна промена или пак да променат професијата, да се пренасочат кон друга професија или пак да постигнат некаква едукацијска и кариерна цел. Да, бидејќи навистина млади се многу и не може да знаат што е она што ќе биде нивна професија во иднина. Значи, ова е сега за секое средно училиште. Обучувачите се веќе селектирани, значи се пријавени. Тоа се исто средношколци или како? Или се млади до 29 години? Така. Секогаш сме се водели од принципот од млади за млади, па така и во изминатиот период одлучивме да таргетираме малце поамбициозно, за да почнеме со кариерно советување во секое средно училиште со соодветна поддршка од Министерството за образование и наука. Во изминатиот период имаше отворено повик, кој што ангажиравме 30 млади лица, кои што се дипломирани или студенти во завршни години на факултетите на психологија, педагогија, специјална едукација и рехабилитација и социјална работа. Критериумите нели се да бидат студенти или дипломирани дипломирани млади во овие сектори и да бидат во можност да посетат обуката која што впрочем и почнува денеска. По завршување на истата во периодот кој што следува, односно од февруари до јуни, се очекува да се спроведуваат по 3 групни кариерни сесии во секое средно училиште на територијата на Република Македонија. Односно тоа би значило 324 сесии со кои што се очекува да бидат опфатени 24.300 млади од 108 средни училишта. Од средно сега, значи од прва до четврта година или само последната година? Како? Секој кој што има волја да и смета дека има потреба кариерно насочување. Тоа е индивидуално, кој сака од средношколците може да учествува нели на овие обуки. Каде ќе се случуваат во училиштата? Значи во обуките ќе бидат спроведувани во самите училишта, за оние кои што можеби нема да бидат во можност физички да присуствуваат на истите, ќе биде достапен онлайн приречник за кариерно советување, кој што ќе им возможи на самите млади самостојно да ги идентификуваат своите потреби и вредности и соодветно на тоа да направат своето кариерно насочување. Бидејќи ова е проект кој што веќе трае 4 години, каков е интересот досега? Има интерес од средношколците за ова?
Па мислам дека и бројките говорат Покажуваат повеќе така. него доволно и токму и потребата за да се спроведе кариерно насочување во секое средно училиште произлезе и од самата иницијатива на младите. Да. Сега би искористила оваа прилика да позборуваме малку и за Националниот младински совет на Македонија. Ние често пати, повеќе пати изминатата година ги представувавме вашите проекти, ама сепак за оние кои што можеби сега дознаваат за вас, кои се целите и активностите на Националниот младински сојуз на Македонија? Зошто е формиран? Зошто постои? Така, Националниот младински совет е всушност една организација, чадор организација, како по закон, нели тоа се нарекува. Што тоа значи? Тоа значи организација која што обединува други организации од цела територија на нашата земја, кои што работат со млади, спроведуваат активности за млади, креираат политики, дали е тоа на локално, дали е на регионално ниво, а се поврзани со младите. И пред се целите, нели, визијата и мисијата на Националниот младински совет се токму тоа обединување на младинскиот сектор во нашата земја, застапување за политики и мерки кои што ги таргетираат младите, меѓутоа и една директна поддршка во личниот и кариерниот развој на младите. Пред се тоа гледано низ призмата, нели, на организациите и она што организациите го работат, а нашата цел како НМСМ е токму за тие политики и потреби на младинските организации и младите да застапуваме и да соработуваме со институциите кои што треба да ги донесат тие мерки и активности. А не кажавте дека е организација, чадор организација, може да наброиме некои од младинските организации кои што членуваат кај вас? Така, согласно, нели, структурата на Националниот младински совет во НМСМ, како ние кратко си го нарекуваме, членуваат младински организации, организации за млади, меѓутоа и сојузи, како што е Сојузот на извидници во нашата земја, универзитетските студентски собранија, нели, по нивното формирање исто така можат да бидат организација членка кај нас, затоа што застапуваат интереси на една поширока група, односно таргет група, нели, се студентите и оние кои што студираат на тие универзитети, меѓутоа тука се и политичките подмладоци, организациите на политичките подмладоци, исто така можат да бидат членки кај нас и во моментот броиме повеќе од 50, конкретно 51 организација членка кои што, нели, соработуваат и спроведуваме активности заедно. Да. Кога зборуваме за младите, која возрастна граница е? Од која до која? Според закон, како е тоа дефинирано со закон, од 15 до 29 години се, нели, млади, онака како што државата ги таргетира. Тоа е кај нас, меѓутоа во Европа постојат и различни дефиниции за млади. Генерално возрастната граница се движи од, нели, 29 во некои земји до 30 и плюс некоја година. Кога сме веќе кај младите, сакам да ве прашам како да ве најдат, како да дознаат за вас. Сега ќе кажете социјалните мрежи, нели, Инстаграм, Фејсбук и не знам другите кои ви се вас популарни. Меѓутоа, ме интересира како стапувате во контакт, како допирате до оние млади кои што живеат во руралните места во Македонија, бидејќи има некои места каде што навистина нема ни интернет, не се ни достапни, а сепак мислам дека е потребно и до таму да допре вашиот глас. Така, да. Прво, на што ќе го кажеме се, нели, секако социјалните мрежи, затоа што знаеме дека младите се најприсутни на социјалните мрежи во денешно време, а ние сме доста активни, се прилагодуваме на тоа. Така, да. Сите информации за нашите активности, како тие можат директно да се вклучат во нашите активности и програми, редовно ги објавуваме на социјалните мрежи, Facebook, Instagram, LinkedIn, нели, присутни сме секаде. Да, дефинитивно не ни требаат, нели, само младите кои што имаат можности полесно да дојдат до нас, имаат можности за учество во нивната средина. Како допираме до нив преку нашите организации и членки, затоа што ние имаме организации и членки што работат на локално ниво, исто така имаме и своји регионални канцеларии во секој од планските региони во нашата земја, кои што, нели, треба да допрат и до тие млади, конкретно преку нашата работа, меѓутоа и преку различните активности, не знам, како што е пример мерката гаранција за млади, која што конкретно ја работиме и ние како активност, ја работевме изминатата година, треба се обидувавме да ги информираме, нели, преку нашите соработници, да ги најдеме токму тие млади кои што не се во образование, нели, не се вработени, не се ниту во процес на некаква обука, и тоа токму млади кои што се од тие такви порурални средини, нели, за да ги информираме за сите можности кои што може тие да ги искористат. Успеавте да допрете до нив?
Успеавме, да, кога станува збор за нашите успеси, ајде на кратко и се она што го спроведовме, нема да идам многу по проекти во интерес на времето, зборуваме за минатава година, така? Да, за изминатата година, конкретно кога станува збор за млади, сме опфатиле над 9000 млади кои што директно биле вклучени во нашите активности, дали тоа е кариерното советување, практиканската програма која што ја нудевме во изминатиот период, меѓутоа тука се и нашите, не знам, конференции, настани за вмрежување, сите консултации кои што ги правиме се поврзани со некоја мерка, нели, и се интерес во младите, сме опфатиле над 9000 млади. Тоа е навистина одлична, вака сериозна бројка. Еве сега ми доаѓа во моментот ова прашање, зошто би се вклучиле младите кај вас? Кои се придобивките ако се вклучени во некоја од овие младински организации? Што добиваат? Покрај информации, покрај советување, претпоставам и дружење има така? Да. Не е само консултирање и советување, туку вие како млади луѓе сигурно си наоѓате начини на дружење. Апсолутно. Па доколку се активни, нели, како млади кои што се активни во некоја организација, тоаш дефинитивно зборуваме за едно вистинско младинско учество, нели, она што ние сакаме да го поттикнеме како Национален младински совет, активни млади кои што се вклучени во било кое делување во општеството. Значи дали е тоа поврзано со образование или е поврзано со, не знам, со учество во носење на некои одлуки, дали е локално ниво, можеби национално ниво. Меѓутоа, нели, она што го добиваат како млади лица конкретно се цела таа поддршка која што, не знам, како што е програмата за кариерно насочување ќе им помогне во нивниот понатамошен развој. Меѓутоа, тоа вмрежување и размена на различни искуства на сите млади, особено на вакви обуки кои што ги организираме, каде што има млади присутни од цела земја, се навистина едно ново искуство и се разбира, меѓутоа се тоа е во насока на едукација и поттикнување и на нивен развој и на нивно учество во општеството. Се слушали? Да, може. Би сакала да се надоврзам, независно дали учествуваат во нашите директно во нашите активности или организациите на нашите членки, секој што бил дел од некаква наша активност, веле дека навистина едно трансформативно искуство, како и на личен, така и на професионален план, кој што им помогнал да ги откријат своите таленти и амбиции да реализираат својата креативност и потреба. Бидејќи сте директно вклучени со младите и работите на промени, да кажам, на младите во ова наше општество. Мислам дека правевте и едно истражување минатата година околу тоа колку се слуша вашиот глас и колку сте прифатени од институциите, како стоите на ова поле, гласни ли сте доволно за она што вас ви е потребно како млади луѓе во Македонија и правите ли нешто да ги привлечете младите да останат тука, да не си одат, бидејќи масовно се иселуваат млади и одат и на факултет, нели надвор во соседството. Имате ли некоја можеби проект за да се вратат назад или тоа е веќе индивидуално? Видете, по сетото на истражувањата што го говорат е дека често пати по медиумите слушаме дека иселувањето е најголем проблем со кој што се соочуваат младите, меѓутоа морам да кажам дека навистина не се сложувам, затоа што иселувањето само е на последица на сите оние системски проблеми со кои што се соочуваме како млади, дали ќе биде невработеноста, заготовеноста на воздухот, недостаток на институционална стабилност, правна сигурност. Тоа е сепак еден комплексен проблем кој што не треба да делуваме на спречување на последицата, туку на причините. Се слушали вашиот глас во општеството? Нашиот глас како Национален младински совет гласот на младите. Како гласот на младите, да. Па со оглед на тоа што ние соработуваме со институциите за голем број на политики, мерки, ние сме директно вклучени, меѓутоа од друга страна и ја мониторираме нивната работа која што тие ја прават, а е поврзана со млади. Би рекла дека имаме соработка, дека ако ги прашаме младите и ги слушнеме што конкретно тие сакаат и кои се нивните потреби, ние како Национален младински совет соодветно ги адресираме таму докаде што треба и се направат промените кои што се потребни, би рекла дека имаме соработка, меѓутоа дефинитивно мораме да работиме, нели, и да соработуваме заедно ако сакаме да направиме вистински и суштински промени кои што ќе ги адресираат потребите и проблемите со кои што младите се соочуваат.
Во интерес на времето, имаме уште малку минутка-две до крајот на овој разговор. Сакам само да да најавиме некој проект кој што е следен по ова кариерно советување за нареднава година и накусо еден совет од вас до сите млади луѓе кои што не гледаат и не следат во моментов. Така, па во 2025 година планираме да продолжиме со нашата мисија, тоа е да ги застапуваме интересите и потребите на младите и да се залагаме за нивно активно учество во процесите на донесување на одлуки на секој ниво. Тоа значи дека ќе продолжиме со иницирање и водење на процеси за креирање на младински политики, мониторирање и унапредување на веќе постоечките и унапредување на соработката со сите релевантни чинители соработници на национално, регионално и меѓународно ниво. Тоа подразбира дека и во 2025 година ќе продолжиме да говориме и да мониторираме Законот за младинско учество и младински политики, меѓутоа и дополнително да бидеме еден катализатор кој што нема само да ја следи имплементацијата, туку ќе ја стимулира преку нудење експертиза за формирање на локални младински стратегии во 4 општини, станува збор за Валандово, Кичево, Струга и Кавадарци. Ќе продолжиме за залагање за имплементација на стратешките определби од Националната стратегија за млади и Националната стратегија за ментално здравје за млади, како и напредување на сите на законска регулатива кои што ги таргетира младите нивното делување. Ќе продолжиме да нудиме директна поддршка за млади, овозможувајќи им да стекнат капацитета да бидат двигатели на зелена трансформација во регионот на Западен Балкан, меѓутоа на едно пошироко европско ниво, како членка на Европскиот младински форум, но и како организација која што се залага за имплементација на Европскиот младински диалог. Така да не очекува навистина плодна година во која што верувам дека ќе имаме многу причини и поводи за наше повторно среќавање. Секако, тоа сакав да го кажам како крај, бидејќи толку е веќе времето предвидено за разговорот. Секогаш сме тука отворени за соработка и секој ваш проект навистина со задоволство ќе го следиме. Ана и Сара, ви благодарам што ова утро бевте заедно со нас. Ке има повторно можност, ако не следен пат, може би и кај вас директно во канцеларија да дојдеме и да најавиме некој проект. Благодарам.